Патувајќи низ поречијата, поточно речено низ Долно Порече, во правец на паралесната општина Самоков, со намера да направам нова репортажа за овој регион, безброј пати во пресвет би доаѓале сообраќајните патокази село Девич, село Локвица, село Драговдол, а посебно во очи, така да речам, ми идеше написот на сообраќајниот знак на кој пишуваше село Сушица, село Томино село, село Горни и Долни Манастирец, а посебно написот село Тополница. Иако со години и крстарам низ Поречиево, така да речам, никако не му доаѓаше редот на ова село да направам и за него документарен запис. Една стара народна поговорка вели: некога сакаме ние, туку кога Господ ќе го каже тоа. И навистина така и бидна. Едно студено зимско утро, на самиот почеток на новото 2019 господово лето, рано, можно рано, ми задзвони мојот телефон и како и секогаш кога некој ме бара преку телефон, ја кренав слушалката, а од другата страна, така народно да се изразам, на телефонската жица, слушнав еден непознат глас кој ми вели: "Добро утро, Зоране, како си? Да не те разбудив", ми рече. "Добро утро", му реков. "Буден сум, одавна сум буден", додадов. "Ете, јас така порано, знаеш, по-селски, од едно село се јавувам, сигурен сум дека не си го посетил досега. Од Поречиево се јавувам, од Долно Поречије сум. Еве, овде рано изутрина околу Пампурчево сме собрани во нашава црква и си разговараме кого да викнеме да ни направи репортажа за селово, арно ама, така да речам по поречки, додека се нагаѓавме која телевизија да ја викнеме, на телевизоров те видовме тебе и си рековме: ете, како нарачен од Бога се појави на телевизоров. Ќе го побараме да ни дојде во нашево село, да ни биде гостин. Моето име е Љубиша Брајановски, ми рече. Што велиш ти, ме праша. А може да ме кажеш од кое село се јавуваш, му реков. Од Тополница, ме рече. Слушај вака да ти кажам, му реков. Одамна му се токмам на твоево родно село Тополница да го посетам. Ама никако да му дојде редот, како што знаете вие поречени да кажете, малку на повисок глас на шега му довикнав. Ете сега кандисај се. И тој со повисок глас ми довикна од другата страна на неговиот телефонски апарат. Ние своето го кажавме, сега оставаме на тебе. Слушнав како ми довикуваа неколку гласови во хор. Бива, како не бива, им реков. Туку да ве прашам, кога да дојдам, им подвикнав. Па се разбира за водици. Водици ние ги чекаме 4 дена, ми велеа. Договорено, им реков. Ние од Скопје ќе те земеме, не те оставаме сам да шеташ низ пустелијева поречка, ич да не му се секираш, ми велеа. И навистина така и бидна. На сам ден пред богојавление, рано изутрина, во зорите, заедно со моите домајќини Слободан Димовски, меѓу своите попознат како Јоцо, Слободан Димовски Боби и Љубиша Брајановски Љупчо, тргнавме на пат. Времето беше вистинско зимско, студено, ведро, патот чист, а снегот одамна го имаше забелеано хоризонтот кој не окружуваше околу нас, додека се возевме по патната делница Скопје-Тетово, Гостивар-Стража, Кичево-Македонски Брод, Крстосница, Брод, Прилеп Самоков, село Девич, село Локвица, село Драговдол, Мотел, Изор, село Горни Манастирец, село Долни Манастирец, до Тополница, попатно застанувајќи на неколку места, меѓу кое местото викано Деви Никули и пештерата Пешна, малку да одмориме и да се насладуваме на колоритната зимска снежна убавина што и го дарила природата на овој крај. Почитувани мои, предлагам дел од оваа колоритна убавина да проследите и вие во продолжение на оваа репортажа.
По краткиот одмор го подложивме патот. Додека ги поминувавме речиси последните десетина километри кон селото Тополница, поминувајќи ни селото Долни Манастирец, моите домаќини ми раскажа дел од многовековниот адет и обичај во нивното село за Водици, раскажувајќи ми дека нивното село Водици го слават 4 дена, дека секое мало си има свој крст и водичарско котле и дека вечерта спроти богојавление секое мало се организира водичарско празнување и дека вечерта на полноќ речиси од сите села од овој дел на Порече, без разлика кое село колку малски крстови и водичарски котлиња има, се собираат во манастирот Света Богородица, а утредента секое село во својата селска црква со утринска богослужба, потоа секој кум од секое мало оди да ги покани мештаните на заедничкиот ручек кој го дава кумот, а утредента секое село во својата селска црква со утринска богослужба, потоа секој кум од секое мало оди да ги покани мештаните на заедничкиот ручек и вечера. Исто така и третиот ден се дава утрински појадок, ручек и вечера, а четвртиот ден се избира нов кум, секое мало. Почитувани мои, по речиси поминати 200 и кусур километри и потрошени, така да речам, неколку сати возење со попатен одмор, некаде во првите предпладневни сати навлеговме во атарот на селото Тополница. И по речиси 15 на минути возење, пошто току разгазениот снег, кој пред неколку дена беше го покрил асфалтираниот пат, а сончевите зраци милно го галеа ова село вгнездено во долината на Тополничка река, која со милениуми ја живо опишува колоритната убавина на ова село. Зоране, ми велеа моите домаќини Љупчо, Јоцо и Боби, ете стаснавме во нашево село. Туку имаме еден предлог. Сега ќе одиме кај нас во нашево мало, каде не чекаат речиси сите преостанати селани кои живеат во селово, а до приквечерина сите мала ќе бидат полни со народ, да се постоплиме малку, да мавниме по една греја на препек сливова тополничка ракија. Предлогот со задоволство го прифатив. По така да речам краткиот престој во домот на Јоцо и Боби Димовски и откако се стопливме и мавнавме така да речам по неколку чашки топла сливова препек природна тополничка ракија, на моите домаќини им предложив да прошетаме низ селото, да се видам и со другите нивни соседи и откако и со нив си реков здравоживо, си го почнавме муабетот надолго и на широко, вурез и вукрес, за се што било, за се што не било и за се што ќе биде во иднина што се вели, и откако во нивните очи ја видов нивната радост, заедно се упативме низ селото. Додека така да речам влегувавме и излегувавме од едно селско сокаче во друго, од едно мало во друго, на моите домаќини Љупчо, Јоцо и Боби, мештаните кои не пречекаа, на шега им довикуваа: немој нашиот гостин да сте го пуштиле да се замине од селово. Одведете го во секоја куќа, во секој двор, се да види и се да забележи. Ние меѓувреме ќе им подвикнеме на другиве соседи во другиве мала да им кажеме дека вечерва во селово имаме голем гостин и дека сите ние ќе го чекаме приквечер да ни дојде на слава, на засловот, да го запознаеме со нашите стари адети и обичаи кои се одржале до ден денешен во нашето село за Водици, кои траат 4 дена. Почитувани мои, додека со моите домаќини влегувавме од едно сокаче во друго, од едно мало во друго, навистина не забележав колку така да речам бргу ми замина денот, а уште побргу ни пристигна приквечерината и навистина не почувствував замор,
а исполнета ми беше душата затоа што јас ќе присуствувам на празнувањето на еден од големите христијански православни празници, Водици, во селото Тополница, кој празник овде се празнува 4 дена. А како мештаните од ова село го празнуваа Водици, предлагам да погледнете во продолжение на оваа репортажа. Во минатото во нашето село секое мало си го празнуваше Водици. Секое мало си имаше свој кум. Секое мало си имаше водичарски крст и водичарско котле. Денеска, како што можеше да видиш, и нашето село го снајде судбината, како и на сите други села во Македонија, со православна религија, полека да изумира. Од неколкуте селски мала, денеска Водици се слави во Горново, Мало и во Нашево, ми велеа моите домајчини Јоцо и Боби Димовски. Секогаш адетот за празнувањето за Водици кај нас започнува на Зедисонце, пред Богојавление. Предлагаме прво да појдеме во Горното Мало, таму сите не чекаат, а потоа ќе слеземе кај нас во Долново Мало, за да не ни се налутат, ми велеа моите домајчини Јоцо и Боби. И овој предлог со задоволство го прифатив. А како изгледаше вечерната прослава на Водици пред сам ден на Богојавление во Горното Мало во селото Тополница, предлагам, почитувани мои, да погледнете во продолжение на оваа репортажа. Во ова мало се вика Ќукалевци. И ова мало имало 13 куќи, али за овај ден ние се враќаме сите тука и си поштуваме, ако не сме тука. Овај сребрен крст е посветен на двајца браќа близнаци, Силјан и Митија Ристевски. Тие се комши овде, умрени се брзо, и едниот и другиот. И во татко им остага и во чест нивна го направил овај крст, се вика Миладин, така? Не, не Миладин, и тие Ристевски се презиваат. И тука пишува на него, тој е сребрен крст. И тој крст го чуваме како зеницата во очите. И така да... Ти се радува ли душата што еве и ова година селото ќе биде преполно утре? Ќе биде преполно, се враќаат, се трудиме ние постарите да ги повратиме и младите да продолжат како ние што продолживме на нашите предци овај адет. Откако моите домајчини од Горното Мало ми ги раскажаа многуте приказни како пред многу години се празнувало за Водици во нивното Мало, заедно со моите домајчини се упатив во Долното Мало, каде што, за разлика од Горното Мало, ова мало беше помногубројно со селани. Почитувани мои, предлагам дел од ова нивно празнување, дел од старите адети и обичаи да проследите и вие. Погледнајте и уживајте. Јас сум Анита Димовски, доаѓам од фамилијата на Душанка и Мицко Димовски од селото Тополница, снаа во таа фамилија. И сега вечерва се наоѓаме во водичарскиот дом на селото Тополница. И воедно сте и кума за оваа година? Оваа година сум кума на оваа слава, која што се слави во ова село. И сега ќе започнеме со традицијата, со врзување на водичарскиот крст. Ајде сега вака прво да ми кажете со што се состои тоа плетење на водичарскиот крст. Кои се потребни или овој го така да речем компоненти, елементи ги имате? Така, имаме босилок, потоа имаме црвен и бел конец, кои што се испреплетуваат и со кои што се врзува босилокот. А потоа и крстот се внесува во таа киска од босилок со која што се осветува водата после тоа и кумот ги благословува сите кои што ќе дојдат на Водици, односно на 19-ти, кога почнува слава. И сето тоа се става во ова водичарско котле? Значи тоа е котлето
Тоа е крстот кој што е на ова мало, кој што е направен во чест на апостолова стојанка. Стојна, на апостолова стојна, предходно бил дрвен крстот, потоа во нејзина чест е направен сребрен и се пренесува од генерација на генерација. Исто така се става бело платно, еве го овдека, може да го видите, со кој што се врзува котлето и на котлето потоа се врзуваат парички. Тие се додаваат парички кои што сака за здравје ги става и се пренесуваат од генерација на генерација. Значи сега отпочнуваме со врзувањето на босилото, така? Дали е битно да речеме колку треба да има ова гранчина или не е битно од босилото? Битно е, треба да го собере, нели, за да може после тоа во водата да се стави, за да може да се испрска со крстена вода. Така. Затоа се зима од прилика колку што е. Така. После се Сега почнуваме со замотување на кончињата, што треба да се мотат, меѓутоа не треба да се врзат. да. Има ли некој да речеме? Има ли некој ритуал да речеме овај кога се врзува крстот во минатото? Се перали песни да речеме овај? Најверојатно. Така, меѓутоа Песни кои што ние не ги знаеме, кои што е околу младите генерации. Така. Следи украсувањето на котлето во кое што ќе се стави после крстената вода. Еве со една бела крпа, која што во случајов е извезена од фамилијата Димовски. Се внимава, значи крстот да биде на чело, односно на средина на котлето, за да се гледа за цело време дека се носи котлето. Бидејќи со ова исто котле, кумот наредниот ден, односно на 18-ти, ќе ги кани своите соселани на заедничка прослава на денот Водици на 19 јануари. Сега од кога ова се ќе се заврши, со што дуго се кити ова котле? После ова се врзуваат паричките кои што се на конецот, кои што кажавме прес дека се за здравје, и дека фамилиите од година во година, кои како сладок, си редел парички на овие врвки и тие сите служат за украсување на котлето кои што ги ставаат за здравје. Значи, на овој ритуал на врзување на крстот присуствуваат моми, невести, жени и ритуалот завршува со тоа што крстот се бакнува од сите присутни. И се радували душето што ете од година во година бројот на сите оние мештани од селото Тополница кои што се раселени доаѓаат овдека и се присутни на богојавление. Ете и ти денес да видиш овдека што се вика еден од многуте и домаќини гости во селото Тополница на богојавление. Корењата си влечат. Значи, секоја година селото живее, овој крај живее за овој ден, богојавление, за Водици. Значи, традицијата се продолжува без разлика што голем дел од населението е иселено е, кој по странство, кој по Скопје, кој по други градови. Но ја мислам дека секоја година се повеќе и повеќе се враќаме назад на старите корени. Се подсетиме на старата традиција, се кажеме кои сме, што сме. Голема е, јако е чувство, пресилно. Една порака до сите
Наши македонци каде се наоѓаат, било од Светото полница, било од 1630 месеци во Македонија, дали се во Македонија, дали во Америка, Австралија, Канада, дали е добро да се дојдат дома, не само за славите, туку да се дојдат дома да ги отворат оние заригани катанци, затоа што како што вели народот, убаво место нуното нема никаде. Да се вратат сите, барем по еден месец, по една недела, по еден ден, по една минута, ама на коренот да дојдат да се отворат, да се видиме од кај сме и што сме. Македонскиот корен да продолжи, да не се суши. Нека е денот за много години. Некаде пред полноќ, заедно со моите домајкини, од горното и долното мало, се упативме кон манастирската црква Света Богородица, каде што по стар адет и обичај се собираат сите села од оно порече, каде што парохискиот свештеник со предполноќна богослужба ги благословува сите селски малски водичарски крстови и котлиња, претходно наполнети со вода. Почитувани мои, предлагам дел и од ова нивно празнување, дел од старите адети и обичаи, да проследите и вие. За мир од небото и за спасение на нашите души, да се помолиме на Господа. Господи, за мир во светот, за благосостојба на светите Божји цркви, за соединување на сите, да се помолиме на Господа. Господи, Твој свет храм и за сите што влегуваат во него со вера, набожност и страх Божји, да се помолиме на Господа. Да се просветиме со светлина разумот и благочестието преку слегвата на Светиот Дух, да се помолиме на Господа. Господ Бог да испрати благословување Јорданово и да ги освети овие води, да се помолиме на Господа, да биде во вода дар за осветување, избавување од гревови и целени од болки, да се помолиме на Господа. Откако парохискиот свештеник во манастирската црква Света Богородица ги благослови сите селски, малски, водичарски крстови котлиња, заедно со моите домајкини се вративме во селото Тополница, каде што од страна на овогодишните кумови од селото Тополница, како по стар адет и обичај, се служеше посна водичарска вечера. Зоране, е сега во вистинска смисла на зборот започнува празнувањето на водици. Според стариот адет и обичај, во нашево село сите кумови од сите мала, заедно со лажи кумовите, како ние овде од памтивека ги нарекуваме новите кумови за наредните водици, утре и зутрина пред изгресонце, па се до зајдисонце ги посетуваат сите мештани од своето мало
секој маски кум ги поканува своите соселани од неговото мало на празничен посен ручек, а откако ќе заврши денот, исто така кумовите ги поканува мештаните од нивните мала на водичарска посна вечера, велеа моите домаќини Јоцо и Боби. Почитувани мои, предлагам дел и од ова нивно празнување да погледате во продолжение на овај документарен запис. Како ќе се одвива денеска манифестацијата во текот на утрешниот ден и во текот на неделата, така? Па денеска заедно со Лажи кумот е кумот кој што ќе биде за наредната година, идеме од куќа на куќа во нашето мало, средно мало, да ги поканиме сите да дојдат во заедничката трпезарија која што се користи исклучиво само за водици и да го прославиме денот водици заедно со богојавјение, весело, со свечена трпеза и така. Ке има ли да речеме музика? Ќе има и музика, ќе биде весело. Отприлика, кога завршува да речеме овие адети? Тебе да речеме во некој села почнува изутрина да се баѓата на 19 се прва крста и се заминуваат. Овдека почнува некаде од 17, продолжува на 18, на 19 на богојавление, но не завршува на 19. Има една традиција, ми кажу дека денеска се канат луѓето цел ден со посна трпеза, со чашка греана ракија, се канат, утре дента се доаѓа во црквата тука, се состануваат, се собираат сите 4 крста од нашето село, пошто има 4 крста, 4 мала, и тука луѓето исто палат свети, се пие по една чашка греана ракија и сите крстови се враќаат назад во своите огништа, каде што почнува веселбата. Таму се дава ручек, се послужува, повторно се весели, па вечера има, во неделата, значи задутре, повторно се доаѓа во црква, тогаш Лажи кумот носи греана ракија, таков е обичајот, адетот тука, повторно се повторува целата постапка, значи се палаат свеќи, се поминува покрај крстовите водички и се пристапува повторно кон трпезаријата на веселба. Значи се предава кумството? Не, во неделата, вечерта на 20 тогаш се предава крстот, значи јас го предавам крстот на новиот кум, кој што ќе биде за наредната година, и тука во нашето, значи мало, се собира малскиот селски одбор, каде што се прави записник за примопредавањето на крстот и има една свечена говор и така. Ај здраво жив, ај за многу години. На помош да гадем. Така и да тргнеме. Добро. Мир на тебе што ни благовествуваше. Има береките куќата, амбарите да бидат полни со жито. Ајде, здраво живо. Живи за многу години, денот да е. Беричетна да е Годината. Ајде, домаќице. Еве и продукцијата Марија Филм ќе наздрави. За нека денот за години, љубав заедно. Куме, па со среќа да поминеме овој да го печекаме водици и со среќа кумството да определиш на новиот кум за до година. Фала, дај Боже да биде секоја година се повесело и повесело. Најголем овај крстов нашиот така. Така. Негде 18 куќи сме. Така. Помилуј не Боже по Твојата голема милост, Ти се молиме, чуј не и помилуј. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. Ще се молиме за благочестивиот и Христолюбив народ наш. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. Како што е редот и традицијата, се послужува на овој ден постна трпеза
гравче, лепче, оравчиња, костенчиња, смокви, да е благословен овој ден, Господа го благослови ова семејство, ова куќа, да се сите сретни, весели, благословени, да дава среќа, богатство, мир, здравје и така натака. Вака, да се исече. Лепче за кумот, за лажикумот, за доматинот, доматинката И за гостина. И за другите гости. и за другите гости. Ајде, лажикумот. И вака се повторува каната во секоја куќа, значи посебно, со посебна трпеза и мора да се проба и ракиичка и од секој јадење по малце, кој колку може, за да се испочитуваат сите домаќини. Да ни повелете на утрешниот ден на заедничката трпезарија што е доле на слава. Ќе дојдеме. И куме ќе ододе тргнуваме? Од тука тргнуваме поред кај сите куќи, Така. тачно определен ред. Така. Традицијата е како што ја знам, значи како што се граделе куќите или поред на влез на малото, како што е, така да се канат сите поред. И од кој ќе помините во сите куќи, од кој ќе ги поканите, утре се оди. Утре се оди во црква, Така. се собираат сите 4 крста таму, сите 4 котлиња, се пали свеќа во Божјиот храм во црквата и после тоа доаѓаме во трпезаријата која што е направена специјално во нашето мало за водици. А уште 100 пати да ја дочекаш, да си жив и здрав. Така. Здравје, среќа и радости да Ајде со среќа. Среќно Нека кумство. и на тебе, лажи куме, со Бави Бог да среќа. дава. Ајде година да направиме фуба ѓурултија. Ајде, здравје. Со среќа. Ајде, поздрав, се најмо. Идеме сега во нашата фамилиарна куќа, да ги поканам нив да дојдат и после тоа се придвижуваме кон Лажикумот за наредната година. Хајде домаќине! Милоски! Хајде домаќине! Има ли некој? Хајде добар ден! Хајде добар ден! Хајде за добродени! Ова е година кумот. Хајде за многу години! Ајде, за mnogo neka sreća. Pun sotel. Vamo te. Bobi. За многу години, синко. Vamo, Bobi. Ова баба не те познава. Мислам на Мице, ма не е видео. Седиш ти sa nebe. Со среќа нека ти е. Хајде! Ajde, vamo. Ајде, повелете. Чекај! Хајде! Дай благословен! Е, така посите До зуб. многу години! Здравје. Дима, Здравје, среќа! да се шири Димос, како би ми ја. Хајде! A smeta muzika ovako da vidim? Пуште, нема даје. Така. Ајде. Да сме здрави, живе, весели. За mnogo godini. За многу години да е. Оди Боги таму, оди на оди. Помени, Ајде, ето. Додо. Така. Ајде, за многу години. Излегуваме се. Така. А, год, среќа. Добавиме.
Куме, теки да ти оплосувам пекмето. Да ти го плосува майка котлето. Да си ми жив и здрав, много години да ми го славиш. Деца да ти са живи и здрави. Фамилијава да се множи. Ова е мојата мајка. Празнувањето на Водичи кај ни продолжува и четвртиот ден, каде што во минатото сето село се собирало во училишниот двор, каде што порано се наоѓало нашето светсело, каде што од рано зори па се до зајдисонце се виеле орака од ред ергени, ред моми, ред невести, ред стотуку армасани моми беќари, пропратени со писокот на гајдата, екот на тапанот, иако видоизменета и денешната традиција продолжува, каде што преку вечерината од секое мало се предава кумството на новиот кум со еден заеднички завет дека пак ќе се соберат на Водици следната година да го продолжат празнувањето на Водици. Почитувани мои, не ми се напушташе селово Тополница, но морам да се заминам, затоа што ме чека и другите села, не само во Горно и Долно Порече, туку ширум Македонија, и за нив да направам нов документарен запис. Moita snaga